Еден од најмладите мајстори во Македонија кој што се занимава со грнчарство, односно керамика. И со својата супруга веќе 15 години создаваат керамика со украсна и употребна вредност, кои ги пласираат на пазарите ширум земјава. Нивната работилница се наоѓа во Велес и се едни од ретките кои што се занимаваат со оваа дејност не поради наследство и претходен занает на постарите генерации на нивните родители, туку се млади и современи луѓе кои што едноставно поради љубовта кон керамиката го развиваат својот сопствен бизнис. Токму овој месец во нивната работилница се одржа и едно убаво случување во кое што има можност гостите од Турција и еден многу познат и искусен керамичар да ги пренесе искуствата на сите луѓе кои што тука сакаат да се занимаваат со оваа дејност. А во продолжение разговараме со Гоце и дознаваме нешто повеќе за овој стар, убав занает кој што очигледно има иднина се додека постојат луѓе што со ваква љубов и ентузијазам се посветуваат. Гоце, здраво! Здраво, ви благодарам на поканата, ги поздравувам сите гледачи на Алфа телевизија на вашата емисија. Екипата на телевизија Алфа била гостин во вашата работилница и сме снимале на лице место како вие ги изработувате производите, а вашата супруга како ги црта, слика, ги декорира. Овој пат поводот е една убава работилница што се случи овој месец. Па ајде да ни кажете всушност за што станува збор. Па вака, најпрво да кажем дека приказката почна се од една покана пред 2 години стаса до нашата работилница, не поканија од Република Турција Измир во местото Менемен, кај што се организира еден светски фестивал. Некаде околу 50 на земји доаѓаат на овој фестивал и за моја среќа, за прв пат во историјата на македонското грнчарство имав јас таа лично прилика да ја представувам нашата земја, под нашата химна, под нашето знаме, да го представам македонското, велешкото грнчарство и се запознат со многу големи имиња во делот со керамиката. За наша среќа го запознавме господинот Ахмет Тач, светски шампион во керамика, кој што го има прегазано цел свет, човек кој што има 50 години работно искуство, од неговата работилница има најмалку околу 20 врвни мајстори спаднато, од кои си неговите синови кои што уште работат заедно. И од таму почна целата приказка. Кога се запознавме лично со господинот Ахмет, тој беше не знаеше за нашата земја, ни за нашата керамика. Така уз моабет ни се роди идеја да направиме еден проект и да го поканиме нашиот пријател од Измир, од Менемен, господинот Ахмет, да ни биде гостин во Велес и во нашата работилница. Како што пожеливме, така се случи. Направивме еден огромен добар проект кој што е од големо значење за нашата керамика тука во Македонија. Оваа идеја ни е препозна Министерството за култура и туризам на Република Македонија, силно ја поддржаа нашата идеја, се вклучија во цела оваа приказка и се случи ова што се случи. Значи оваа година за наша среќа го поканивме господинот Ахмет, тој дојде во Велес, во куќата на Кочо Раци направивме работилница, ги поканивме сите велешки и македонски грнчари да ни презентира господинот Ахмет дел од неговото знаење, од неговите техники на изработка, на дизајн, на ред други работи. Потоа имавме многу убава дружба, тој не запозна со многу други имиња кои што се поем во светот, не поврза со многу фирми кои што продаваат машини, други различни работи за помош на преработка, изработка на глина, изработка на грнчарски производи, заради тоа што во нашата земја нема ниту една фирма која што продава ниту глазури, ниту бои. Токму овој човек дојде во, народски кажано, во 5 до 12, за да ни помогне во многу работи. Исто така во овој проект, во рамките на овој проект, кој што го насловивме Скајна земја во боите на традицијата, предвидовме изработка на онлайн продавница со веб страна, каде што ќе има за цел да ги продаваме нашите производи, да го рекламираме македонското и велешкото грнчарство во светот. Исто во тој повод изработивме амбалаж
кои што ќе бидат фино спакувани нашите производи, ќе можат широко да се продаваат не само во Македонија и надвор од нашите граници. И токму оваа работа се случи во многу вистинско време, можеби малку закаснато, ама сепак пак е на време. И има за цел да на младите им го презентираме во подруг агол нашиот занет, заради тоа што во светот, еве прилика кога отидов сега во Менемен, во Измир, видовме дека оваа работа е толку на високо ниво подигната, што не знам, јас кога гледав, не можев дури на очите да поверувам. Точно во ова место во Менемен, по разговор со господинот Ахмет, тој ни каже дека околу 1500 луѓе има кои што се занимаваат со оваа работа. Значи, со грнчарска дејност. Башка самостални грнчарски работилници, тоа е, значи, можеби некаде до 1600-700 луѓе. Светот ова го негува на многу подруг начин. Јас имав прилика да запознам и девојки. Јас, кога ги видов колку се тие иновативни, какви работи сработуваат, верувате тоа, не знам, не можете да поверувате за нивната иновативност. И токму и целта на овој проект е да на младите им кажеме, да им ја доближиме светската керамика. Токму и господинот Ахмет е алката која што ќе не поврзе со многу работи и не поврзе. И сметам дека ако ја дадеме друга димензија на овој занет, дека нема да биде како што е во моментална состојба. Ние во Македонија сме некаде околу 10 на грнчари. Во Велес сме 4. За жал или не знам како да кажам, јас сум еден од најмладиот и не сакам да кажам дека сум последниот. Ке се бориме, тоа и ни е целта. Еве и сега кога имавме средба и со другите грнчари од Македонија, ќе направиме напори како се тоа да го заживееме, да му дадеме една друга димензија, да не се плашат младите да влезат во оваа работа. Значи, станува работа за една благородна работа, значи, уметничка работа, да кажем, не мора да го гледаат тоа како занет, туку може да го гледате како уметност. Сега е лесно да се поврзат, интернетот овозможува многу убава комуникација со светот и сметам дека кога ќе дадеме друга димензија на оваа работа, дека нема да биде во изумирање како што е сега. Гоце, спомнавте дека ете она што е новитете, што производите ќе може да се продаваат онлайн. Дали веќе е во функција таа страница и таа можност да се купат онлайн, бидејќи еве веќе си добие и соодветна амбалажа, секако во духот на традицијата, или е тоа нешто на што се работи во моментов? Па страницата ќе биде готова некаде околу за месец дена најмногу и уште дел од некои кутии за некои други производи. Сега гледаме да одбереме производи кои што може да се изработат кутии, да биде соодветна. Значи некаде комплетно за месец дена ќе имаме онлайн продавницата со веб страната, каде што ќе содржи историско минато на нашиот занет во Велес и Македонија, каде што ќе има сите активности што сме ги работеле овие изминати години. Ќе имаме и некаде околу 20 на производи кои што за старт ќе ги продаваме и се надам дека сето тоа ќе го надградуваме и ќе имаме можност да се прошируваме во оваа дејност. Сдруженијето Разбој оваа година одбележува 2 децении како делува и како всушност ги мотивира, ги поттикнува сите оние кои што сакаат да се занимаваат со керамика, со грнчарство и верувам дека дури доправа следуваат уште поинтересни проекти и со уште покрупни чекори ќе го афирмирате оваа уметност, како што рековте, а не само за нечист. Така, оваа година 20 години навршуваме јубилеј на постоење на Сдруженијето на граѓани Разбој од Велес. Како претседател на ова сдружение сум јас. И токму од самиот момент на основањето на оваа организација па до ден денес ни е целта како да го зачуваме сето културно наследство на Македонија, да го пренесеме на нивните генерации, да го тргнеме од пајажината на заборавот и овој занет и другите работи. Па и од самиот старт и од почетокот на постоењето на организацијата се зафативме токму со реализација на проекти кои што се поврзани со култура, културно наследство. Низ годините реализиравме доста значајни големи проекти. Во овој момент би ги издвоил основање на етнолошки музеј. Имавме веќе 10 години работилница
за керамика, ги поканувавме сите грнчари од цела Македонија, правевме најразлични уникатни предмети од глина. Оваа манифестација ја организиравме во рамките на Рацинови средби, етно работилници, каде што еден од за мене многу блиските проекти кои што го фативме општо за нечиството, неподзаборавените занаети, како што се грнчарство, ткаење, копанижарство, столарство, изработка на накит. На овој проект ни доаѓаат некаде секоја година од 100 до 120 деца, ги изучуваат овие занаети. Најразлични проекти, семинари од областта на културата и културното наследство, и еве за наша среќа избуткавме 20 години. Се надевам дека наредните години ќе имаме уште поквалитетни, поуспешни проекти. Еве им дадовме можност, еве последнава година им дадовме можност на помладите да се вклучат во организацијата. Направивме како младинска секција, како да кажам, кои што ќе имаат можност тие да го наследат се тоа и да го тераат. Еве ние можеби веќе сме во некоја постара генерација, влеваме, мораме да ги научиме и помладите како да го сакаат се тоа што Господ ни го дал, ни историл многу, али треба малку да се потрудиме да го заштитиме на најубав начин. И се надам дека наредните години разбој ќе има уште поубави, поквалитетни проекти, каде што ќе бидеме горди и ние како организација и секако јавноста и нашите членови. На есен, односно во септември, ве очекува гостување во Измир и ние очекуваме кога ќе се вратите, да бидеме меѓу првите што ќе информираат јавноста како сте си поминале и ќе им доловиме дел од атмосферата и активностите кои што ќе се случат таму. Гоце, благодарам за одвоеното време и навистина почит за сиот ентузијазам, љубов, посветеност кои што ги вложувате за негување на овој прекрасен занает и уметност. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на преубавите зборови. Јас само една мала, како за завршница да кажем, Господ ни дал премногу, треба да го поштуваме и да го цениме тоа што го имаме и се надевам дека нема така да го ставиме ниту грнчарството, ниту некои други работи кои што се во изумирање, ќе ги отргнеме од пајажината на заборавот и ќе ги вратиме на она заслуженото место.